Пазарот на трудот има потреба од технички кадри. Ова го покажуваат податоците на Агенцијата за вработување, а го потврдуваат и компаниите. Од техничките факултети пак со став дека подобрата соработка со фирмите може да резултира со полесно пронаоѓање на соодветни кадри за нивните работни позиции. Техничкиот кадар е неминовен. И навистина може да се, ако се спореди со општествените, малку се потешки за изучување овие струки, бидејќи бараат и лабораториска настава и нумерички вежби, но нашето искуство покажува дека како резултат на добрата соработка која што имаме со компаниите, студентите согледуваат дека во иднина може да се најдат соодветно вработување, да не бидат само дипломирани да седат, или пак им се отвараат можности да си отворат свој собствен бизнис. Така да, како резултат на поддршка со универзитетот, имавме отворени денови на Магнолија, посетувавме училишта и укажуваме на кадрите да се запишуваат кај нас. Од Агенцијата за вработување потврдуваат дека изминатите неколку години има голем број на невработени лица кои дипломирале општествени науки. Како резултат на ова пак недостасува кадар од техничките струки. Апелираат матурантите подобро да размислат каде ќе го продолжат своето образование и да се информираат за потребите на стопанството. На тој начин, вели директорот на АВРМ, полесно ќе дојдат до работна позиција по нивното дипломирање. Јас секогаш препорачувам и на родителите, а и на младите лица, пред да одберат образование, да си направат прво еден тест за професионална ориентација. Бесплатен го има кај нас, го има во училиштата, во едно образование, заедно го набавивме тој тест пред неколку години, но гледам дека слабо се користи, со тоа што едноставно ќе се даде насока на младиот човек во кој правец доди. Дополнителен стимул се овие сајми во кои што се гледа конкретно што се бара. Значи, кои се тие квалификации, која е тоа работно место, со каква да кажеме компензација во вид на плата или да кажеме работни бенефиции кои што ќе ги имаат. Така да се надевам дека во нареден период се повеќе млади лица ќе се одлучуваат на техничките науки. Сепак заситеноста од општествени науки е се поголема и поголема. На матурантите им предстојат уписите на високообразовните институции по завршувањето на полагање државна матура. Оваа недела ќе завршат тестирањата, а резултатите ќе бидат објавени за 1 месец.